ја колку што видов како екипи новинарски бевте присутни пред тоа пред да започне судењето. Видовте некој од семејството на Чавков? Сега да отидете, они се наоѓаат во Лисич и во Струмица, никого нема. Тоест, истото сценарија кое што се вергла и заради кое што некој добија 8 години, а сите други добија 15 години. Кооперативна со обвинителство. Будалаштина од најдолен вид. Нити закане, нити некого. Кој на кого ќе се заканува? Зошто се командирите тука да интервенираат? Него кој си има мовата на капата си кажува, не станува збор за никаква закон. Нема закон. Што очекувате од апелација? Јас очекувам од апелација најмалку укинување на првостепената пресуда со сериозни нападствија затоа што ваква пресуда каква што е не може да обстане. Толку има суштествени повреди на одредбите на Законот за кривична постапка да тоа е неверојатно. Се е клучно, но најклучно е вие да забраните на одбраната да го дискредитира сведокот во смисла на одредбите од член 388, односно да забраните да поставува прашања кои се однесуваат на исказ на некој си сведок дадени во претходна постапка, односно во фаза на истрага е сосема недозволиво. Тоа ни еден суд не го прави. Тоа е елементарно непознавање на Законот за кривична постапка. Беше донесено такво процесно решение. И второ, не може упатство да биде појако од Закон за полиција. Така што оваа пресуда е фингирана пресуда и нема било каков доказ. Затоа сметам дека не може да остане. Жалбата зошто нема во судот доставено? Тоа ќе биде предмет на сериозна кривична постапка. Јас лично ви кажувам, лично. Му реков на господинот Чавков, викам, тука немаш се, но имаш време. Напиши жалба. Јас секако поднесов ја жалба. И јас ја видов пред да ја поднесе таа жалба. 60 страници беа напишани на рака. И сега таму немате приемен печат, него таму ви доаѓа командират, ја зема жалбата и потоа преку служби тоа. Јас денеска ќе поднесам официјално барање и доколку не се пронајде таа жалба, ќе биде поднесена кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување. Некому да ускратите право на жалба е бестијално. Тоа е најправиот збор. А ова го тврдам затоа што сум сигурен, затоа што јас ја видов таа жалба. Ама таа жалба е друга ситуација. Вие ги изнесувате на водите. Дали ќе бидат прифатени бидејќи правно нема жалба? Не се разбираме. Јас си поднесов жалба, но покрај мене и обвинетиот има право и го искористи тоа право. Мојата жалба е тука и ја елаборирав ја, но неговата жалба, зошто да му се ускрати тоа право? Јасно.